Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници. Со донесувањето на овој закон ќе се отпишат каматите на граѓаните кои се во неповолна состојба како должници по основ на услуги од вршители на комунални дејности и за услуги кои се даваат на корисници на вода од страна на вршителите на водостопанска дејност. Имено, во Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување донесен во 2009 година се креираше системот на трансфер на извршните предмети од судовите кај нотарите и извршителите кои треба да продолжат со спроведување на постапката. Со Законот за изменување на Законот за извршување донесен во 2010 е пропишано дека започнатите постапки за извршување до денот на примената на овој закон според Законот за извршна постапка ќе се извршуваат најдоцна до 1 јули 2011 година. Воедно, Законот предвидува надлежност и уредува постапување на нотарите да донесуваат решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа по која судот ќе одлучува само по приговор против решението на нотарот, со што ќе дојде до растеретување на судовите од поднесените тужби со предлози за издавање на платни налози. Следствено на ова, илјадници семејства во Република Македонија се жртви на процедурата за наплата поради тоа што се оптоварени со низа недоследности кои завршуваат на нивна штета. Во целата таа постапка постојат проблеми на повеќе нивоа, така што граѓаните добиваат сметки за наплата на долгови кои датираат од 90-тите, а за кои доверителот е секогаш во право затоа што долгот навистина постои. Согласно досегашната законска регулатива не постои начин како да се заштитат граѓаните. Затоа ние пратениците мора да го изгласаме овој предлог закон кој е во интерес на граѓаните кои меѓу другото не избрале да ги штитиме нивните права и интереси, затоа што со овој предлог закон се отпишуваат каматите на граѓаните кои се во неповолна ситуација како должници. И добро е да имаме се поголем број на вакви законски решенија, како што е овој предлог закон, околу кој ќе се обединуваме сите, и парламентарното мнозинство, а и опозицијата. Понатаму, овој предлог закон има и социјален аспект, затоа што ги засегнува најранливите категории на граѓани и со него се врши отпис на казнената камата која се однесува на главниот долг и трошоците на постапката и истата подлежи да отпис од моментот на поднесување на тужба за наплата на паричен долг пред надлежен суд до конечна исплата на паричното побарување, вклучувајќи ги и трошоците на постапката од страна на должникот. Со овој предлог закон, право на отпис на камата може да остварува секое физичко лице, должник, кој ќе изврши уплата на главниот долг и трошоците на постапка во рок од најмногу 12 месеци, во зависност од надлежноста на органот за постапување по предметите во моментот на отпочнување на примената на овој закон. Секако дека отписот на долговите ќе се врши на доброволна основа од страна на доверителот. Должникот, стекнатото право на отпис на камата, согласно овој предлог закон, може да оствари со доставување на барање до доверителот, секако кон барањето ќе мора да приложи и доказ за исплата на главниот долг. Доверителот е должен во рок од 15 дена од приемот на доставениот доказ за извршена уплата на главниот долг да го извести должникот по писмен пат за усвојување или за одбивање на отписот на каматата. Доколку доверителот изврши отпис на каматата, должен е во рок од 8 дена по донесената одлука да го извести нотарот или извршителот кај кого било трансферирано решението за извршување издадено од судот и дека е исплатен главниот долг и е извршен отпис на каматата заради што бара запирање на постапката пред нотарот или извршителот. Со предложените законски решенија ќе им се реши проблемот на голем број граѓани кои не по своја вина се јавуваат како должници на услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабловски оператори,
одржување на заеднички простори, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, за кои постојат решенија за извршување издадени на суд заклучно со 1. јули 2011 година, трансферирани кај нотар или извршител. Со оглед на големото незадоволство од постоечката правна регулатива, со овој предлог закон во голема мера сметаме дека ќе им се олесни на граѓаните во решавањето на овој горлив проблем, затоа што навистина постоечката законска регулатива основниот долг го зголеми неколку пати, во голем број на сметки направени пред 10 и повеќе години, за кои повеќето од граѓаните должници не биле известени дека должат и дека се тужени, дури овој долг во некои од давателите на услугите се води и на посебна евиденција. Со донесувањето на овој закон, сметаме дека ќе се врати довербата на граѓаните во институциите на системот и ќе профункционира правната и социјалната држава кои во изминативе 11 години со сигурност можеме да тврдиме дека работеа против граѓаните. Нашата главна обврска како парламентарно мнозинство е да се грижиме за социјалната положба на граѓаните кои се доведени на работна екзистенција. Благодарам.